Добро вечер. 20-тиот ден од конфликтот на Блискиот Исток испраќа порака дека очекувањата на Вашингтон дека ова ќе биде блицкриг. Се ќе биде готово релативно кратко и ќе бидат остварени целите поради кои отпочна нападот на Иран, покажуваат развој на настаните кои ескалирачки веројатно ги вознемирува сега далеку повеќе економистите и оние кои што треба да предвидат како, со кој интензитет и време траење може да се одвиваат настаните. Од борба за Ормускиот теснец, преку кој всушност се транспортира повеќе од 1/5 од светската нафта, последниот ден и вчерашниот потврдуваат дека опасноста сега влегува во нови ескалирачки ситуации. Тоа се нападите кон енергетските постројки и во Иран и во Катар. Тоа ги вивна цените и на гасот и на нафтата. Тоа поставува прашање какви ќе бидат одговорите на двете страни во конфликтот, бидејќи ако тоа значи руинирање на капацитетите, ќе значи и одложено неможност да се испорача во потребите кои што досега барем на некој начин беа сигурни за светската економија. Може би не е момент да се предвидат рефлексиите, но динамиката со која скока цената на нафтата и гасот ги предизвикуваат сите да бидат сигурни дека ќе ги направат првите важни чекори со кои ќе ублажат спиралата во сосвените земји. Македонија е далеко од одлуките. На ниеден начин не е вклучена во овој конфликт, но со сета сила малата отворена економија ќе ги живее последиците, а исто така и незините граѓани во сигурно послаб стандард. Владата вели дека внимателно наблюдува. Аналитичарите велат дека помина времето за наблюдување и владата мора да тргне во поточни пораки. Што сака да прави, со кое темпо, пред да излезе робусно и да ги извади своите главни фискални оружја, кои во исто време ќе значат сериозен товар за државниот буџет. Како да се моделира, како да се пронајдат вистинските одлуки во вистинско време и што научивме од претходните кризи, низ кои проживеавме дури и двоцифрена инфлација. Вечерва ќе разговарам со моите гости. Кирил Миновски, добро вечер. Добро вечер. Поранеше министер за финанси, сега работите на различни проекти. Добар дел од овие анализи кои се, да речеме, експортни теми, но Македонија ниту може да ги одбегна, ниту може да ја затвори својата приказна. Ќе бидете вечерва во таа смисла од корист за оваа расправа. И некој од практиката, Горан Ѓорѓиевски, председател на Сојузот на стопански комори, и со бизнис кој веројатно ќе биде на првата линија веројатно од овој удар за кој што зборуваме. Јас се предлагам да видиме првата пауза за реклами па да тргнеме со нашата вечерашна дебата. Господин Миновски, анализите, да речеме, до минатата недела поврзани со домашните регулатори и нивната одлука на два пати да се коригира цената на горивата, беа поврзани со некаква надеж дека може би точно некова блицкриг акција и бидејќи има се горе-долу прилично на берзата, без малку и чувство дека заглавивме во одлуки или динамика на носење на одлуките на регулаторна комисија, иако цената веројатно ќе паѓа. Сега е повеќе од јасно дека сведочиме само на исклучително нагорна линија. Денеска имаше пикови кои се доближуваат до $120 за барел. Во такви околности сега се очекува да се прават некакви нови проценки. Тоа не е работа на регулаторната комисија, се разбира, туку на политиката која треба да создаде обкружување кое ќе го ублажи ефектот. Оти за вас, дали овој шок на понудата предизвика таков степен на динамика, на пренос или интензитет, што веројатно не е споредлив со некои други кризи? Па, за жал, во изминатата декада сведоци сме на екстерни шокови на кои што и ние како мала економија сме изложени. Тоа е она што се случуваше со ковид кризата, понатаму војната во Украина и сега имаме најнови војни случувања кои што предизвикуваат екстерни шокови, кои што несомнено влијаат и на глобалната, меѓутоа и на македонската економија.
Постојат мислители кои што ќе говорат дека имаме во историјата декади во кои што е многу досадно да се живее и ништо не се случува, меѓутоа има периоди во кои што навистина се случуваат крупни геополитички промени. Во тој сметам дека токму ние како генерација живееме во едни такви бурни времиња кои што несомнено ги менуваат и економските парадигми и начините на кои што може да се реагира. Во случајот со ковид кризата се примени решение во кое што се делуваше на страната на агрегатната побарувачка преку впумпување на определени парични средства во оптек со цел да се одржи побарувачката, со тоа и да се ублажи ефектот од прекинатите синџери на снабдување. Меѓутоа, таквото впумпување на огромни количини на парични средства ја зголеми стапката на инфлацијата и подоцна економиите се соочија со таков проблем. Со мерки кои што треба на страната на монетарната политика, кои што значеа зголемување на каматните стапки со цел да се намали инфлаторниот притисок. Потоа дојде до известна стабилизација, па повторно се соочивме со една нова криза, тоа представуваше украинската криза, во кој што слично на ова имавме проблем во поглед на енергенсите, прекинување на постоечките рути на снабдување, што несомнено исто така влијаеше на подгревањето на инфлацијата и го успори тој процес на закрепнувањето на предсе на европските економии на кои што ние сме упатени како држава и со кои што се одвива најголем дел од трговската размена. Да. Сега имаме трет шок, а тоа е оној кој што е поврзан со случувањата на Блискиот и на Средниот Исток, кој што несомнено ја погаѓа глобалната економија не само од аспект на зголемувањето на цената на енергенсите, туку пред економистите ја наметнува и дилемата на кој начин може да се реагира. Заради тоа што најголем дел од мерките кои што се превземаат имаат ограничен временски период или се од привремен карактер. Меѓутоа, доколку кризата трае подолг временски период, во тој случај пред креаторите на економската политика се наметнуваат сериозни предизвици. Веќе денеска видовме дека една од главните дискусии покрај ова зголемување на цената на барелот е разговорите поврзани со висината на каматните стапки, со коригирањето на проекциите на растот на БДП во водечките економии, пред се во Европската унија. Добро, денеска Европската централна банка не ги коригираше, да речеме пред конфликтот беше логично и за очекување дека Европската централна банка ќе оди со намалување во зависност од претходните проценки, со намалување на референтната каматна стапка. Одлуката денеска потврдува само дека невралгичноста е тука, а веројатно наскоро и ќе ги засили своите проценки. Следствено на тоа, веројатно и Македонската Народна банка ќе остане на ставот 5-3 референтна камата. Сигурно што се уште на некој начин ги прави скапи парите. Но само кратко пред подиректно да го прашам Ѓорѓевски, што всушност како образец треба да земеме од нашето искуство и скапо учење во претходните две кризи? Оти би било неразумно да бидеме постојано повторувачи на ист начин, ако можеме да се обидеме да заштедиме во таа дистрибуција на средства за кои, да речеме, после ковидот, Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка веле дека прилично неразумно, не таргетирајки, потрошивме повеќе од колку што беше потребно да се одржи економијата во седло. Па е сетот на инструменти кои што стојат на располагање и врз основа на она што представува законска рамка се познати. Постои можност за корекција на стапката на акцизите, корекција во поглед на стапката на ДДВ и интервенција со помош на државните стокови резерви. Меѓутоа, се разбира дека овие инструменти кои што ни стојат на располагање треба да се користат внимателно, заради тоа што ситуацијата е непредвидлива. Не знаеме каква ќе биде динамиката на кризата, во колка временски период ќе се одвива и во колкав степен да ги користиме овие инструменти. Добро. Од аспект на некој на кој што му е јасно дека ова ќе значи нови математики за компаниите, и тоа математики во обкружување кој потполно е нејасно, непознато. Дали за вас во овој момент најважното прашање е да добивате сигурни комуникацијски шумови дека некаде некој ги подготвува сериозно
важните, да речеме, пакети, во кои нема да дозволи во првиот бран со таква силина да се коригираат сите цени, после што ќе биде доцна низ таа спирала да се снаоѓаат мерките. Еден вовет, значи од исклучително значење да кажеме дека не се само нафтените деривати и нафтата која што поминува низ Ормудскиот теснец, таму имаме уште поголема тежина, бидејќи, како што знаете, сулфурот се добива со екстракција на нафтени деривати, 92% чинам дека таму се добива од сулфурот, кој што пак учествува како состојка во сулфурната киселина, која што се користи за екстракција на бакар, на кобалт и на други метали. Алудирам на тоа дека директно понатака имаме покачување на цената на металите. Тоа пак влијае на електричните возила, на индустријата, електроенергетската индустрија понатака. Вториот елемент е она дека течниот газ, како што имате информација, мислам дека денеска беше бомбардирана најголемата светска постројка за течен газ во Катар. Од таму, од таа постројка, танкери одат до Тајван, каде што се произведуваат полупроводници и чипови. Предходно беше на најголемата постројка на другата страна во Иран, сега да не бидеме некоректни да ги прескокнуваме, како се вика. Јас мислам дека израелскиот... ова е за течен газ, конкретно од Катар. Таа е скоро, како се вика, заедничко поле кој го делат Катар и Иран од двете страни. Не би сакала да бидеме некоректни, првиот напад е кон постројката на иранската страна. Нападот кон катарската страна е одговор, но тука лежи и проблемот за процентите. Дека во взаимните одговори тоа може да отиде толку предалеку, како се вели, девастацијата на инфраструктурата да значи проблем кој ќе остане секако на подолг период. Точно така. Алудирам на полупроводниците, нели, и на чиповите, и уште една многу важна работа, односно можеби една од најважните според мене, ја ставам на пиедестал. Тоа е учеството на состојка во нитритите кои што учествуваат во вештачките ѓубрева, кои што пак 33% потекнуваат од таму и директно имплицираат на реколтите на сите земји на целата земјина топка, 33%. Ако немаме вештички ѓубрева, тоа значи дека ќе имаме многу повисоки цени, ќе има недостаток на суровините во прехранбената индустрија. Сигурно имате информации дека пченката, пшеницата, чинам и сојата, кои што се клучни суровини во прехранбената индустрија, веќе се доста покачени. Исто така вештачките ѓубрива на тукашниот пазар се интересирав, мислам дека се околу 30%, баш толку, 30-33% покачени. Тоа значи директно алудира на зголемени цени на овие стратешки суровини и според нас, под Стопанската комора, од Сојуз на стопански комори, тоа ќе биде удар со мегадимензии. Затоа што храната ќе мора, нели, да се покачи и тоа со сериозни бројки. Така да имате, како да го дефинираме, перфектна бура. Нафтените деривати, нафтата, храната, металите. Не знаеме, нели, се тоа кај ќе движи. Тука ќе се поврзам со ова што вие го спомнавте, дека Иран ги бомбардира овие постројки. На Иран постројките исто така се бомбардираат како сериозен извозник кој произведуваше нафта и нафтени деривати. И буквално во таа перфектна бура не знаеме како ќе се имплицираат сите овие цени на самите берзи. Така прашањето од последната размена на огани најавите кои доаѓаат од Вашингтон дека ќе се дрзнат уште еднаш кон соседните земји во заливот, тоа ќе биде жесток одговор и веројатно како вели Трамп ќе го срамни тоа гасно поле од иранската страна, а не исклучува можноста дека ќе го нападне и островот од кој 90%, преку кој 90% оди товарот на иранската нафта. Харк, така беше чина. Да, островот Харк. Да. Дали се позагрижувачки новите вести кои сами по себе како да потврдуваат дека сега независно кога ќе прогласат прекин на огнот и кој ќе го контролира Ормудскиот теснец, ако дојде до таква девастација на постројките, тогаш ние зборуваме за сериозен период на отсуство на понуда. Бродовите ќе можат да стојат во теснецот, но ќе не можат под околности ако тоа стигне до такво ниво какви што се заканите да транспортират. А тоа дефинитивно ќе значи дека ќе биде подолга, потемелна и поопасна криза за светската економија. За жал,
она што покажуваат современите настани е дека иако Оти ситуацијата со Украина беше да ја ставите Русија под санкции, колку време ви треба да ги најдете другите извори да го надоместите тоа со свесна одлука блокирајќи не. А ви овдека реално ќе губите капацитети кои може да произведуваат. Иако декларативно говоревме за промени во светската економија, примена на нови технологии, се покажа колкава е зависноста од производство на нафта, нафтени деривати, од овие фосилни горива, од гасот и колкава е меѓусебната поврзаност на економиите во светот. Несомнено во дефинирањето на цената, понудата е еден од најзначајните фактори. Значи на одредувањето на цената на еден производ влијаат понудата и побарувачката. Во овој случај, доколку имаме ние прекид на страната на понудата, несомнено дека таа ќе биде ограничена, со тоа цената ќе се зголемува. Освен тоа станува збор за комплексни капацитети, од кои што веќе спомена Горан дека речиси се обезбедуваат 33% од вкупната побарувачка. Тоа значи дека реставрацијата на тие капацитети сигурно ќе одземе определен временски период, било да е 6 месеци, година, може да трае и повеќе години, со тоа значи дека трајно е нарушена понудата, нарушена страната на понудата. Со тоа ќе дојде до зголемувањето на цените на сите овие стратешки ресурси. Тоа ќе значи верижна реакција, зголемување на електроника, полупроводници, храна, облека. Веќе денеска слушнав информации дека поради проблеми кои што ги има Бангладеш во снабдувањето со нафта, заради тоа што голем дел од нафтата се користи токму низ тој осмутски теснец, има проблеми во поглед на снабдувањето на европските пазари, американските пазари со облека. Тоа значи дека или се користат веќе заобиколни рути. Веќе имаме најава дека е можно активирање доколку се интензивира војната и на хутите, со што имаме уште еден теснец, тоа е теснецот за влезот во Црвеното море, што дополнително ја комплицира состојбата и го пролонгира времето на испораката на, да кажеме, на голем дел од овие производи, чие што производство е на далечниот исток. Тоа несомнено ќе влијае на зголемување на цените и инфлација. Во претходните две кризи, веројатно поучени од првата, во втората, енергетската, би можеле да речеме дека консеквентно, брзо, отпочна пакетите, тие државниот буџет и сите нас како граѓани не чинеа многу, значи нови задолжувања, не прашувавме за цената на тие задолжувања, беше намерата економијата да се сочува во некаква кондиција и на граѓаните да им се помогне да го преживеат во втората криза, да речеме, енергетскиот шок. Немаме представа што тоа ќе значи за цената на струјата се уште. Немаме многу работи во глава или немаме представа. Дали за вас е нормално трета недела да не го видиме министерот за економија и колку е важно и за бизнисот и за граѓаните да имате нормална комуникацијска релација која остава впечаток на смирување дека работите можеме да ги управуваме и да ги ублажиме. Се разбира, државниот буџет не може да го замени проблемот на хроничен недостаток или раст на цената на горивата. Апсолутно важно е таа комуникација да постои особено помеѓу коморите, нели, надлежните институции, ова што спомнавте со министрите. Мене реално, ако ме прашувате, јас сметам дека нели треба да се истапи со соодветни изјави, нормално смирувачки, или со некои одредени концепти како ќе се настапи доколку понатака се ескалира целата ситуација во однос на ова. Меѓутоа, зошто не е коректно сега да го гледаме диалогот? Ние интерно во коморите веќе тоа го правиме. Нели, имате многу влијание од бизнис заедницата, од многу бизнисмени кои што се обраќаат на мојата адреса. Индивидуално разговараш, коментираш, ја смируваш целата состојба во насока на идни можни квалитетни решенија кои што очекуваш дека ќе се превземат од надлежните институции кои што имаат мок. Тоа постојано не ми е јасно. Сега јас не можам да коментирам во туѓи имиња, нели, како тоа како би функционирало, како треба да се превземе. Формулацијата ја правиме.
Сојузот на Стопанска комора, Сојузот на стопански комари бараат од владата. Нејасно ми е, ние сме во сериозна трета криза, зошто не воспоставивме култура дека диалогот во вакви околности е безмалку 24 часа. Може да ги најдете по паметните решенија. Можеби можеме за почеток во однос на земјоделието да не тргнеме на погрешен начин, па на крајот да завршиме со производи кои... Видете, реално, колку е 10 дена кризата, така? Реално, не е тоа дека немаме комуникација, не знам, X време назад. Говориме сега за ова... 20 дена. 20, така. Интензивни случувања кои што сега веројатно претпоставувам дека се осмислува некој тип на концептна стратегија како ќе се реагира, што ќе се реагира. Меѓутоа, конкретно за дадени теми не сум имал, не сме имале контакти, не сме разговарале потенцијално што може да се случи, што може од нивна страна, како решение да се понуди. Очекуваме, како и во минатите кризи, стоковите резерви, тој бафер што е со стоковите резерви, баферот финансиски, и баферот со нафтените деривати и со нафтата кои што се на располагање, во даден критичен момент да излезат и ако може да дојдат до бизнисот по соодветни цени, паралелно со ова што го разговаравме со ДДВ, со акцизите и евентуално тука постои оној процент што е на храна, ДДВ-то 5%, тоа е и така мал. Но тоа е сет на мерки кои што треба добро да се осмисли како тоа би профункционирало и на кој начин да се пристапи кон сето тоа. Тие, не се тоа премногу голем фонд на мерки кои што може да се превземат, меѓутоа битни се тајминзите, ако според мене, јас своето индивидуално мислењето на бизнес заедницата го представувам, дека битни се тајминзите, битна е квантумот, количината, волуменот, од што и промисленоста на сето тоа, со цел визионерски да се погледне како би можело, какви последици би оставило и на бизнисот, а би оставило подлабоко на регионалната ситуација. Нема упатство за употреба, нема формула по дефиниција школски која што се учи. Да, тоа не може едноставно ситуација. И тоа го повлекува прашањето на еден малку поважен микс. Искуство, политичка стратегија и точни цели што сакате да постигнете. Веројатно тоа го црта патот, како таргетирано еден по еден да ги оставате во добра кондиција, не да дојдете во ситуација дека на сите ќе им дадеме помалку, во ситуација кога тоа малку нема да ни представува ништо. Да речеме, цената на дизелот е главната работа, веројатно и главната главоболка сега за земјоделците кои се подготвуваат за почеток на пролетната сезона. Веројатно, тие би требало да бидат првите во некаквите мерки. Тие веројатно би требало да бидат комуницирани, да чувствуваат од некакво министерство, од некаква влада, дека не им раскажува приказни како за во Европска комисија, будно и внимателно го следиме процесот, туку дава одговори што во содржинска смисла за тоа што треба да го прават може да значат нивните пораки. Дали е тоа важен момент, важен психолошки момент за некаквата условно сигурност? Се разбира дека диалогот и комуникацијата имаат огромно значење во процесот на управување со ризици. Ние се соочуваме со една ситуација каде што клучно е соодветно управување со ризиците, односно начинот на кој што ќе се справиме со овие екстерни шокови. Најдобар начин за справување е преку диалог на сите релевантни стейкхолдери или сите заинтересирани страни во процесот, а тоа се приватниот сектор, односно представниците на приватниот сектор, коморите во овој случај, тоа се представниците на креаторите на политиката, значи владата имаме со сите надлежни ресорни министерства и тука би ги инволвирани оние кои што непосредно исто така се засегнати од ова, тоа представуваат земјоделците. Низ процес на еден диалог на сите овие чинители може да се искрира најсоодветен сет на мерки кои што ќе ги ублажи ефектите од овој екстерен шок. Тоа е најдобриот начин како се креираат политики. Заради тоа што инструментите со кои што ние располагаме, фискалните можности на нашиот буџет се лимитирани. И затоа она што го имаме како ресурс треба да го искористиме внимателно. Еве подиректно ќе ве прашам. Минатата недела секој ќе нацрташе, како се вели, рута, ослободете ги нафтните резерви, пуштете ги и пробајте да балансирате на тој начин.
Меѓутоа државата е обврзана, како се вели, во одреден број за одреден број денови да има нафтени резерви. Ако таа го ослободува сега, обидувајќи се да угуши притисок кој се уште со многу понизок интензитет, веројатно утре ако дојде цената на нафтата до $200, ние ќе прашуваме владата колку ќе чини сметката од нашиот буџет, затоа што таа за државните резерви ќе мора да набави по таа цена. Сакам да речам, колку помеѓу мајсторство е потребно сега и некаков условно ризик на тие што разбираат, што и кои чекори ги превземаме, имајќи го во предвид претходното искуство за со што помалку фискален товар, со што да речеме условно буџет кој ќе го сочуваме во некаквиот свој рбет, успееме да завршиме работа. Целта на целата работа е да го ублажиме ударот на кризата. Па треба внимателно, како што кажав, на дневна основа да се следат случувањата и да се вршат корекции. Во определен случај може да се случи определена корекција во надолна линија во смисла на намалување на акцизата, меѓутоа доколку се види дека трендот на раст продолжува, треба да се види дали можеме да продолжиме во таа насока или ако имаме во спротивна насока движење, во тој случај да се врати повторно акцизата на претходното ниво. Мерките кои што ќе ги превземеме имаат привремен карактер. Треба да настојуваме да ја следиме внимателно состојбата и да реагираме во зависност од случувањата на светските берзи. Меѓутоа не постои правило кое што е запишано во камен, што викаат, written in the stone, англискиот израз е, туку мора да се следи континуирано состојбата, да имаме константна комуникација, константен диалог, за да не се креира паника, а да се реагира правовремено со оние инструменти кои што ни стојат на располагање. Ние немаме неограничени инструменти, фискалниот простор кој што ни стои на располагање е многу тесен. Веќе со нашиот јавен долг е над 60%. Така да, доколку оваа криза продолжи и во наредниот временски период, не знам, месец, два, во тој случај ние ќе ја почувствуваме секако. Сега, веројатно, во некакво сценариото, ако е тоа интензитет кој што бара робусни програми како што беа тие во енергетската криза, владата во ребаланс ќе мора да се откаже од многу од ставките, веројатно природно од некои и ќе се откаже затоа што ќе биде јасно дека не ќе може да ги реализира, но ќе мора да се фокусира на оваа така наречена воена економија во која чува статус кво, затоа што би можело и тоа да го загуби, а не дека создава нови подобри услови за развој. Што е за вас во ситуацијата ако не се направат некакви важни чекори, јас не велам директни одлуки, но пораки кои смируваат, контролни механизми кои не дозволуваат шпекулативни акции кои ќе го дигаат, кои ќе ги дигаат цените, атмосфера која ќе биде доволно квалитетна за да можеме да ги одбереме најдобрите одлуки и тие да бидат, како се вика, прилично компетитивни. Ништо од тоа сега не се случува. Што е добар почеток за вас? Апсолутно не треба да се брза, исто тоа е ставот на бизнис заедницата. Практично, нели, кога водите некоја голема фирма, еден сенс се треба да се има за самата ситуација, но неспорно треба внатрешно, без многу галама, да се подготвите за сето тоа што може да се подготви. Сите овие работи што ги збориме, нели, да се испита стоковите резерви, состојбата, стоковите резерви во однос на суровините за храна и оние стратешки суровини што се пшеница и така натака, да не ги набројувам. Исто така, подготвувањето ќе значи дека во даден момент кога ќе има екстремна ситуација, вие веднаш да може да изреагирате. Тоа веднаш значи буквално денес до утре, за неколку часа. Што значи екстрем? Ама, сега, не знам, 300 евра барел нафта. Ма не е нормално дека не знаете, тоа сакам да кажам. Бидејќи возбудата беше и на 85. Да се подготвиме. Возбудата беше и на 85 долари. Во длабина да бидеме целосно подготвени, за да можеме во даден момент веднаш да реагираме. Ние веројатно би требале како заедница, веќе бидат трошени јавните пари во смисла на оваа дистрибуција или одлуки, дали е тоа акцизата, дали е тоа ДДВ-то. Ние би требало да ги знаеме и владееме термините. Што е екстрем?
што е точка од која почнува повисоката, поважната проблема? Подготвувањето. Ако бизнисот почне да испраќа пораки дека обидувајте се да диагностицирате, ќе диагностицирате уште 2 месеци. Убаво спомнавте сега екстрем. Треба да се дефинираат екстремите, конкретно да одиме, така? Екстремот цената на нафтата, оваа цена е екстремот. Други, не знам, за финанси, тоа е екстрем. Значи треба пред да се дефинираат тие крајни точки, екстреми, за да вие апропо на тоа направите некоја стратегија ефикасна, која што ќе може во даден адекватен момент веднаш да се реагира. Добро. Јас, бидејќи се работи за државен систем, сложен систем, предпоставувам, јас не сум дел од тие институции од државниот систем, предпоставувам дека таму има многу одлуки кои што они треба да ги однесат, бидејќи комплексно е таму управувањето, за да се дојде до оваа ситуација на подготвеност внатрешна, интерна, за да се реагира правовремено и веднаш. Владите функционираат во оваа десетолетка, да речеме, можеби чиста е минатата година и делум на оваа требаше да биде таква како веле, да се размавнеме и да видиме дека можеме со побрзи чекори напред. Очигледно тоа нема да се. Приватниот бизнис, нели, брзината многу значи. Тоа исто ако прелееме од први приватниот бизнис во државниот систем, потребно е да се има ефикасност, ефективност и брзина. Веќе во новото време, да не навлегуваме вештачка интелигенција, времето се крати за одлуките, ефикасноста треба да порасне од секаков аспект и оваа криза ќе наметне, според мене, ќе еволуираме во една димензија каде што гледате како доаѓаат информациите за бомбардирањата или се случуваат часовно веќе. Значи тоа толку брзо се случува, апропо сметам дека нашиот систем треба колку што може повеќе да се прилагоди на тоа. Зошто ви е непријатно повеќе да држите позицијата на оние на кои што ги представувате, а повеќе имате разбирање за тоа како треба да ја представиме владата? Видете, јас го представувам бизнисот. Да. И сега сакам да проектирам некои навики квалитетни од бизнисот во системот државен. Велам хипотетички би било добро кога би можело тоа да се направи. Затоа што бизнисот кога е засегната неговата ликвидност, неговото работење, мора веднаш брзо и ефикасно да реагира. Од таа причина го коментирам ова, би било добро да имаме некој апропо систем кога ќе дојдеме во таква сериозна криза да може брзо и ефикасно да одлучи. Тука ми е поентата. Вас ве гледав денеска на некоја конференција. Предпоставам немате потреба од вакви котерии да не ни замери некој во владата и нималку разговорот и отвореноста не се на линијата дека не ги бараме одговорност на владата или незиното отсуство како толкуваме на било кој начин. Но нас не достига чувството на сигурност и разговор. Мене како потрошувач, ваквиот бланк во комуникацијата ми е знак дека само еден ден во мојот супермаркет ќе се разбудам во потполно целосно нова стварност под, како се вика, под цени кои се надвори од било какво мое разбирање што можел да ги придонесе. И тоа е психологијата на крајниот потрошувач. Помеѓу нас стојат овие кои разбираат, имаат интерес да разговараат, да поттикнат владата на проактивност. Што за вас, да речеме, српскиот премиер свика Совет за безбедност. Ми звучи тоа малку премногу, меѓутоа мерките во Србија ќе бидат објавени после седница на Советот за безбедност, кој што е посветен на енергетската криза, земја која дури нешто произведува. Кај нас е целосен молк. Што ви е важно во оваа ситуација? Па, она што е битно е секако менаџирање на очекувањата на јавноста, смирување на јавноста, константна комуникација, како што веќе споменав, низ определени форуми кои што или воспоставени механизми што со некој авторитет ли знаеме што правиме, не смируваат или ако отворено разговараме за тоа како ќе се справуваме со ситуацијата? Па дефинитивно денеска видовме дека најголем дел од светските државници и во Соединетите Американски држави, и во Европската унија, и високи представници во Европската централна банка, па и можеме да ги видиме овие примери во соседството, излегува пред јавноста со тоа дека на сериозен начин и се пристапува на ситуацијата и дека ќе се излезе со определен сет на мерки со кои што ќе се ублажат негативните ефекти на кризата врз економијата и врз граѓаните.
Така да можеби е неопходно и владата да биде, да кажеме, да биде проактивна во таа комуникација и да настапи со јасен план за тоа на кој начин ќе се реагира во случај на ескалација на ситуацијата. Веќе гледаме дека таа ескалира, меѓутоа неопходно е да се направи некаков прецизен план. Во креирањето на тој план нормално е да се користат тие платформи за комуникација кои што веќе ги имаме воспоставено, а кои што не се само формални, туку треба да ни користат токму во овакви кризи. Дали е тоа тела за константна комуникација со коморите, дали е тоа економско-социјален совет кој што треба да дискутира на овие теми, дали е Национален совет за конкурентност и предприемништво. Тоа се телата во кои што константна комуникација треба да има и да се изнаоѓаат решенија согласно на оние ресурси со кои што ние располагаме. Заради тоа што очигледно станува збор за една криза слична на ковид кризата во кој што не знаеме какви ќе бидат последиците, не знаеме колку ќе трае, а во меѓувреме голем дел од тие ресурси кои што ни биле на располагање, заради тоа што пред ковид кризата ако сме имале јавен долг од 47%, сега имаме 61-62%. Тоа значи дека имаме многу мал фискален простор. И ќе треба да се размислува во тој случај што ќе правиме на расходната страна, каква ни е расходната страна, каде можеме да правиме кратења во буџетот за да не почувствуваат ниту фирмите, ниту економијата сериозни последици, иако уште еднаш да кажам, доколку овој тренд продолжи, доколку имаме зголемување на цените на барелот кои што ќе отидат, не знам, 130, 140, 150 долари, тогаш несомнено дека и глобалната економија, меѓутоа и ние, нашата економија и регионот ќе бидат сериозно погодени. Замислете ситуација во која денеска зборувате можеби ќе отидат на 130, а денеска имаше пикови до 120, тоа значи дека веќе утре сами од себе ќе се чудите дека 130 ви изгледало. Тоа е таа галопирачка динамика која веројатно прави проблем да се направат вистинските проценки оти во извориштето на кризата. Никој не може да дефинира што е акцијата на Вашингтон, што е успехот после кој тие би се повлекле. И тоа значи дека има многу елементи кои не може да бидат ставени на маса за некако да се видат и контролираат инпутите кога се прави анализата за последиците. Дали за вас е лоша атмосфера ако отпочне едно условно политичко лицитирање? Опозицијата предлага дека на парламентот ќе му даде на разгледување закон за ДДВ кој би се намалил 18 на 5%, намалување на акцизата за 4 денари, укинување на ДДВ-то за основните прехранбени производи и патарините, цената на патарините да се преполови. Дали е тоа дел од ова што јас се обидувам да го зборувам, дека има моменти кога разговорот мора да биде култивиран, одговорен на вистински места, отколку да е отпочнат сега нивната политичка полемика и наддавање, кој условно речено повеќе ќе даде, а буџетот треба да даде. Видете, тоа е веднаш можеме, нели, секој може да иде, мислам на тие изјави, јас сметам дека е тоа брзо, нели, непромислено, затоа што веднаш се реагира. Многу лесно е вие да ги намалите тие даночни стапки, меѓутоа повторно ќе речам, дали е тоа промислено, дали е тоа можно во однос на обврските на државата која што треба да ги исполни таму каде што треба. Така да сметам дека треба да се пристапи многу повеќе со подлабока комуникација, разговор за да се дојде на друг начин да се пристапи. Кому да му се пристапи? На самата ситуација. Значи, бидејќи многу е лесно вие да кажете, еве, нема 5% на храната, нема да имаме даночна стапка, не знам, 18%. Оти имате влада во улога на тотем, не сум тука, чекам вие зборувате. Не би ги коментирал тие работи, како они меѓу нив ќе се препукуваат или како ќе ги дефинираат. Јас сакам да кажам дека бизнисот е силно ударен од оваа ситуација и ова сега што го говорев пред малку, перфектна бура, дури не може да се одредат тие екстреми што ги дефиниравме до каде ќе отидат. Имате транспортни компании, на пример, како екземплар, кои што имат главен трошок им е практично нафтата и нафтените деривати. И сега тие што треба, тие веднаш треба да затворат. Како ќе излезат од оваа цела ситуација? Значи имате, повторно ќе речем, прехранбена индустрија, односно земјоделието, посевите,
Добро, веднаш треба да се реагира со цените. Јас се обидувам да ме прашам, дали насадат они. Дали за некој од нив значи дека таргетирањето требаше да отпочне од завчера, и тие треба да се подготват на некоја ситуација, и тие треба да направат планови, тие се битно различни од плановите на другите, во однос на земјоделието имате едноставно сезона, тоа мора да го знаете и направите. Веднаш мора да се заврши, затоа што знаете, ако не се засади сега, немате цела година, вие веќе сезона. Апсолутно дека треба да се направи таа комуникација, дека треба конкретни решенија да се, ако тоа ме прашате од страна на надлежните органи, ако тоа ме прашувате, но не можам јас да се ставам нели во нивна позиција па да дефинирам што они треба да направат. Едноставно треба да се пристапи на дадени дефиниран пакет на активности кои што ќе го добиеме ние, треба да одговориме адекватно, затоа што според нас, според мене, најдобрите идеи во однос на тоа функционирање секогаш доаѓаат повторно од бизнисот кон државата и да се усогласат, да се испеглаат сите тие меѓусебни работи за да се дојде до квалитетни решенија. Пауза за реклами. Господин Миновски, објавата на Евростат на последните резултати, споредени со, да речеме, базната 21 како прва чиста после 20-та година, покажува дека ерозијата во големите економии на Европскиот блок е сериозен проблем. Оние кои нас не интересираат, има, например, Германија има индекс 90,3, тоа значи дека 5 години подоцна Германија произведува помалку за 9,7% реални добра во обем, што веројатно на најдобар начин ја покажува кризата во главниот мотор, тоа е индустријското производство. Ние сме папочно поврзани со состојбата таму. Овој притисок ќе предизвика веројатно нови поместувања и поради репроматеријалите и поради прекинот на ланците. Не знаеме како тој ќе се одрази на Кина, незиното присуство на европските пазари е со несразмерен интензитет кој веројатно станува веќе структурна состојба во ЕО, а не инцидент со кој што ќе можат да се справат. Колку се тоа податоци, бидејќи ова се движење, да речеме, низ кризи, кои покажуваат како изгледа Европа денес. Ние сме зависни од таа позиција и од тој простор за извоз. Колку тоа ги определува нашите перспективи? Па, ако ги разгледаме статистичките податоци за трговската размена која што ги имаме, ќе видиме дека нашата економија е цврсто поврзана со европскиот пазар и со европската економија, а главен двигател на европската економија беше токму германската економија. Нејзиниот раст се должеше пред се на индустријскиот развој на Германија, на софистицираната технологија и на ефтините енергенси кои што ги добива од Русија. Со војната во Украина повеќе ги немаме ефтините енергенси, со што компетитивната моќ на Германија се намали и во меѓувреме дојде и до јакнење да не теоретизираме. Значи, дефинитивно намалувањето на овие индекси покажуваат забавување на германската економија, односно намалување на нејзиниот обем, со оглед на тоа што најголем дел од компаниите, најголем дел од нашиот извоз, најголем дел од компаниите кои што беа донесени во слободните економски зони се поврзани тоа се снабдувачи second и third tier, значи од вториот, трет ред добавувачи на големите автомобилски гиганти. Таквото успорување несомнено ќе влијае врз нас преку намалувањето на обемот на извозот, а во определен случај преку намалувањето на бројот на вработените во фабриките кои што работат во зоните. Тоа е еден од ефектите. Друг ефект представува исто така и во останатите гранки кои што се поврзани со извозот, каде што најголем дел се пазарите или Германија или државите кои што се директно зависни од германскиот пазар. Дури земјите во соседството се упатени на соработка со германската и со европската економија. И тоа не е случај само со германската економија, туку анализите покажуваат дека и грчката економија или италијанската економија се на нивото што биле од пред 20 години. Тоа значи една општа стагнација која што ја гледаме
на европските економии, што несомнено ги стеснува можностите за раст и на нашата економија. Воедно, ако ги анализираме и податоците на глобално ниво за странски директни инвестиции, гледаме дека тие се намалиле минатата година од претходни 5% на 1%. Значи, се помал е бројот на странски инвестиции кои што можеме да ги очекуваме, што исто така представува ограничувачки фактор за растот на економијата. Јануарскиот пат на индустријското производство во еврозоната е 1,5%. Зависте на проектирани раст од 0,6, што покажува веројатно некаков хроничен проблем, а тој ги нема акцептирано сега овие нови моменти и можеби евентуално делумно надежта дека ќе се тргне кон разрешница на украинската криза, која требаше да донесе други позиции за бизнисот и очигледно сега ништо тоа не е на маса и не е во игра. Опасностите кои се обкружување за бизнисот може да останат надвор од оптимистичката рамка. Странските инвестиции, можноста да се биде контрактор во сериозни инвестициски циклуси. Приликата како се вели да земеме замав, да го зголемиме извозот, да бидеме сигурни во потрошувачката, да тргнеме на некаков пат дека нашата енергетска сигурност ќе ја обезбедуваме во некаков рок. Ништо тоа не е на масата и некако не е тема. Вие сте свесни дека наскоро сега, не поради договор, но поради притисок на ситуацијата која веројатно ќе донесе инфлаторна спирала, платите ќе мора да се коригираат, а тие ќе бидат дел од оваа приказна, се ќе стане поскапо, а прилично неизвестно за конечниот производ. Една интересна информација да се надоградам за енергијата, чинам дека Урсула фон дер Лајен признаваат, односно вели стратешка грешка беше прекинувањето на работењето на нуклеарните централи. Пред кризата, пред COVID, 30% од целата енергија се произведувала во нуклеарните централи, сега само 15%. Апропо тој недостаток на ефтина енергија што се појавува од Русија, нели, бидејќи се прекина тој канал и поради кој што практично цела Европа страда бидејќи нема соодветна ефтина енергија која што пак задира директно на конкурентноста на самите компании. Инаку поврзано е поскапа енергија, растот на платите кој што неминовно ќе повлече нели даден степен инфлацијата и тој притисок кој што ќе следи во приватниот бизнис, сето тоа ќе алудира повторно на конкурентноста на самите компании. Говорам сега, поврзувам кај нас. Вистина едни случувања кои што се надоврзани, по принцип на сврзани садови еден во друг и кои што вистина ќе и понатака ќе означуваат многу тешки времења за водење на бизнис. Во даден момент, нели, човечкиот капитал е најважен за компаниите. Секогаш ние се трудиме до максимум да ги задржиме нашите вработени, посебно во приватниот бизнис. Соодветно се трудиме и да ги надоградиме. Јас тука изфрлив една информација, чинам дека беше во Телма, во минатото, дека 70% во периодот од 4 или 5 години се покачени платите на вработените во приватниот бизнис. Меѓутоа, не би коментирал нели она за минимална плата, затоа што би скоментирал секој што има волја да работи, што сака посветено да се потруди и да дојде во приватниот бизнес, верувајте дека има далеку повисока плата од минималната плата. И очекуваме нели од соодветна група на граѓани кои што имаат волја и желба за работа. Приватниот бизнес 10.000 има слободни работни места во моментов, може да се пополнат и верувајте дека нема тоа да биде по минималната плата. Односно, може на почеток да влезат по некоја пониска плата по која што ќе работат, но за X време, веќе дојде време нели каде што според нас со приватниот бизнес вработениот е ценет, за кратко време по негова делегитимација во насока на квалитет на труд, на посветеност, ќе се дојде во ситуација да биде добро платен. Учењето со висок трошок би требало да биде најпаметното учење од кое разбирате дека некои грешки не треба да ги повторите. Но сега не зборуваме за грешки, туку зборуваме за одсуство на било каква политичка доследност, откако веќе сте завршиле со детекцијата што е тоа што ни ги троши главните пари сите години. Секоја година кога се подготвуваме да расправаме за новиот буџет, ние сме на истата линија.
Ужасна структура на брутодомашниот производ. Доминантна е потрошувачката. Лоша структура на буџетот. Лоша структура на економијата и незината компетитивност за некаков надпревар. И сега се тоа ги проблематизира надградувањата понатаму да стигнеме до некаква ситуација зашто точно и важно зборуваме. Енергетски сме преспале фази, немаме на што да се потпреме во некаков замаец. Ни недостига работна сила, си селува демографскиот јас е повеќе од јас. И сега толку многу време трошиме на објаснувања како политика, како елити, ама никако да тргнеме со вистинските чекори за разрешување. Дали за вас кризите се ситуација да се отпочне со јасен план кон некакви решенија и делумно можеби промена на некои пракси во кои некои од претходните кризи покажаа дека можеби да создадеме регионални компетенции, дека мораме да промислуваме на друг начин и некој ќе трошиме многу повеќе. Па секоја криза представува можност. И покрај тоа што ние до сега говоревме за сите оние негативни аспекти и негативни влијанија кои што ги имаат кризите, меѓутоа кризите придонесуваат и за определена консолидација и на општествата и на економиите, соочени со сите овие проблеми за кои што говоревме. Значи, во таа насока, ние дефинитивно треба да развиеме долгорочна стратегија за тоа што сакаме, кои се нашите приоритети, какво сакаме пред се општество да градиме. Ма имаме се тоа, не ми спомнувате стратегија. Меѓутоа, тие стратегии не е доволно да бидат изготвени, туку е неопходно да постојат соодветни индикатори, соодветни акцијски планови и да се постапува по нив. Разликата помеѓу нас и помеѓу развиените економии и оние економии кои што станале успешни приказни е во тоа што нивните стратегии се имплементираат, а нашите стратегии не се имплементираат. Решенијата се познати, моделите се познати како се трансформираат држави од сиромашни држави со лимитирани ресурси во просперитетни и успешни држави. Првото правило се знае кое е, тоа е нулта толеранција за корупција. Понатаму јасна стратешка визија и економски политики кои што ќе бидат насочени кон креирање на така наречена национална економија, која што колку што е можно повеќе ќе се потпре на сопствената индустрија, значи соодветна индустријска политика и искористување на оние ресурси кои што ние ги имаме. Добро, предходната криза сама по себе беше застрашувачка, меѓутоа македонскиот пример влегува во групите на земји кои покажаа дека таа стана прилично жилава и опасна. Сите други земји порано излегуваа од притисокот на инфлацијата. Македонија прилично доцна остана со висока стапка на инфлација. Нешто внатре е проблем, како се вели, со компилацијата на мерките кои требаше да не излечат малку порано. Научивме веројатно дека инструментите на контрола кои ги создадовме, за кои проверивме дека во добар дел не функционираат и последицата што имавме во претходната инфлаторна криза се делумно последица на нефункционирањето на контролните механизми. Сега нешто премногу не слушаме, освен што премиерот рече дека нема да дозволи оваа ситуација директно кон крајните потрошувачи да биде разбрано дека во моментот се може да отиде нагоре. Па имаме механизми кои што ни стојат на располагање, кои што ги користиме и кои што се имплементирани согласно на практиките што се применуваат и во другите европски држави. Тоа е законот за конкуренција, за спречинување на ограничување на конкуренцијата и тука е законот за фер практики. Она што е неопходно е соодветно постапување на комисијата, која што треба да се грижи за идентификување на сите оние случаи во кои што имаме картелско или монополистичко однесување со цел да се заштитат потрошувачите, како и соодветна координација и постапување на инспекцијските служби кои што ќе ги пронаоѓаат овие случаеви и ќе ги санкционираат на соодветен начин. Во оној случај кога не се почитуваат правилата, во тој случај неопходна е санкцијата. Кога зборуваме дека од заедничките пари треба да има општествен некаков договор за приоритетите, сега секој што вози автомобил би решил дека не сака да се откаже од привилегијата
И ми се чини тоа е како односот кон пушачите. Не сте на првата линија на заштитата. Имаме приоритет, имаме поважни работи за кои ќе издвоиме пари кои што сакаме да ги заштитиме. Всушност, тоа е делумно и поуката дека во ситуации на сериозни кризи нема одржување на личниот комодитет на начин на кој што го познавате, освен ако немате сила тоа да го правите. Но државата не би смеела понатаму да продолжи да издвојува затоа што ние сакаме да останеме во истиот комодитет. Дали е тоа здравата патека на општествениот договор? Чинам дека, нели, искоментиравме денеска дека во Словенија добар закон ли се повлече во смисла на ограничување на количината на гориво што ќе го користи секој автомобил. Владата ограничи дека може да наполните до 30 килограми. Баш тука се навлегува во таа димензија каде што до 30 литри, каде што се влијае директно, да речеме, и на менталната матрица на потрошувачот, дека има криза, дека потребна е некоја дисциплина и практично со тоа да се помогне и на државата. Тоа се едноставно навиду, меѓутоа не е едноставно, него е добро промислено. Ете една мерка која што според мене е интересна. Има некаква комбинација, Словачка има одлука за против така наречениот бизнес. Јас сум поборник од практичната димензија. Ајде да видиме околните земји регионални кој што како превзел. Да видиме дали тоа може да се инкорпорира кај нас. Значи да не смислуваме топла вода секогаш. Да видиме како регионални имаме тука одлични економии, имаме одлични земји каде што може да антиципираме и да прилагодиме нешто на нашите услови кое што би било функционално. Така да сосема се слагам што претходно искоментиравте дека регионално треба да се види како се реагира, што се реагира. Дури во ковид кризата многу пати се појавував на медиуми, имав контраставови контра министерот за економија, Чинам Бектеши беше тогаш, каде што за струјата, цената на струјата, сите земји околни 80 евра, чинам дека беше мегават час, таа беше општа, кај нас бевме истурени на ветрометината, односно на берзите за струја, каде што идеше 700-800 евра по мегават час. И многу компании вистина, некој пропадна, некој се снајдоа и така натака се снајдоа, односно се задолжија за тие обврски да ги прават. Сакам да кажам дека може регионално во околните земји исто така да се видат некои одлуки како би се донеле и сето тоа да се употреби како некои мерки или средства кои што ќе дојдат во наредниот период. Корекцијата на цената на струјата покажува дека таа не може да биде имуна на дека паралелно ќе биде и ќе трпи енергенски следи, да. Но во некаква сега компилација на уште дополнети проблеми, тоа може би бил фаталниот удар на надежите дека со некаква државна интервенција и помош ситуацијата може да се облажува. Тогаш сме буквално на границата на истиот екстрем кој што го живеевме со сериозно задолжување, тоа е кризата после војната во Украина. Да, тоа е навистина загрижувачки факт. Дали сега всушност сакам да ве прашам, со притисоци кои го немаат шокот и интензитетот како инвазијата во Украина и почнувањето на војната која беше навистина на европско тло, да отпочнат војна овие две земји, дали сега и помали ситуации као ова далеко е од нас, сега веќе на уморни економии и водства го предизвикуваат истиот ефект? Па дефинитивно на некој начин економиите се исцрпени од сите овие кризи. Веќе споменав дека стапката на задолженост, на општата задолженост на државите се зголемува. Фискалниот простор е ограничен и сега доколку имаме во континуитет зголемување на цената на енергенсите, нормално е дека ќе дојде до зголемување на цената на струјата, а суштествениот проблем за нас е што ние немаме домашно производство кое што ги задоволува нашите потреби, па да можеме на тој начин да влијаеме на заштита на стандардот на граѓаните. Па и за да одржуваме некакво ниво на конкурентност на компаниите. Со тоа нашата можност за интервенција е многу лимитирана. Тоа е резултат можеби на пропусти кои што се правени во претходниот временски период во кој што не се водело сметка доволно за градење на националните економии кои што гледаме дека се враќаат на голема сцена. Она што беа правила на Светска трговска организација се повеќе се напуштаат и се повеќе значење добива националната економија и заштитата на критичната инфраструктура. А во тој сегмент
домашното производство, настојување да се задоволат потребите од домашно производство добиваат на интензитет и значење токму во овакви кризи. Сега тука некаде сме пред крај, ова ми е одлично за домашното производство и вашата теза дека не е никаков проблем да погледнеме како дизајнираат и соседите прво на крајот, освен европскиот пазар, тоа е меѓу другото и блискиот пазар со кој што ние имаме комуникација кон нас или ние кон нив. Ако за некој од гранките за доцнеме, например овие земјоделските, раноградинарските, тие по дефиниција ќе бидат секако поскапи и на некој начин на крајот и во очекувањата за нивниот пласман неконкуренти под предпоставка дека соседите ќе дизајнираат понавремени и подобри мерки. Така да ние сме во истиот круг на плаќањето на цената или на штетата, само е прашање дали ќе одлучиме. Ова што сега го искоментиравте, јас многу пати сум го кажал, ние не сме изолиран остров во Атлантикот, нели, каде што сами ќе креираме тука мерки кои што ќе ги смислиме, а при тоа не сваќаме дека по принцип на сврзани садови регионално сите тука земји веќе се сврзани, бидејќи исчекоруваат кон Европска унија. Не е тоа времето од комунизмот, нели, затворена држава како што била Бугарија или Југославија. Поентата ми е дека во таа меѓузависност ние на некој начин мора да се прилагодиме меѓусебно од многу аспекти. Така да тука и влегува ова што го искоментирав претходно, дека некои од мерките можеби добри ќе бидат со соодветно прилагодување кои што ние треба да ги превземеме. Инаку сакав нешто претходно спомнавте, јас сметам дека оваа криза сега што се случува на Блискиот Исток е посилна од украинската криза. Затоа што таму, како што знаете, почна војната, па после тоа пшеницата и јачменот кој што не дозволуваа да се извезат, после Русија се дозволи и тој удар кој што беше сериозен, бидејќи најголеми светски произведувачи се 50% заедно Украина и Русија, мислам дека се исто така околу 50% вештачкото ѓубриво таму се произведува. Додека овдека имаме мултидимензија, ова што претходно го кажавме, имате течен газ, полупроводници, имате сулфурна киселина екстракција на метали, имате азотни вештачки ѓубрива. Значи, таа мултидимензија овозможува да имаме дисторзија силна на синџирите на снабдување по сите суровини. Затоа што овие 3-4 работи се доста клучни. Така да јас сметам дека оваа криза, иако е подалеку, ќе биде потешка, особено во однос на берзите, на цените на суровините и на готовите производи, кои што тек ќе се рефлектира кај нас. Тој бран, мислам дека се уште не е до максимум, до екстрем стигнат. Имаме буквално 2 минути до крај. Сега главно не е во преден план и не се коментира Кина, но низината зависност од тоа што стигнува од овој теснец е повеќе од 60%. Тоа не е неважно за мегапроизводителот кој што воспостави некаква рамнотежа во своето присуство. Дали ние ги нарекуваме ефтината индустрија од Кина или каков став имаат европските влади, потполно неважно. Тоа место има некаква своја цена, кога таа ќе биде загрозена, да речеме конкуренцијата на кинеските автомобили наспроти, да речеме, оние на Тесла, покажува дека нивното присуство стануваше се поинтензивно. Не разгледуваме ситуацијата дека за станувањето другата цена на кинеските производи исто така ќе ги превреднува пазарите без оглед каде се, особено во Европа. Дали тоа следниот бран на последица? Мислите зголемување на цените на кинеските производи? Па дефинитивно сите овие случувања ќе влијаат на зголемување на транспортните трошоци, на зголемување на оние инпути во процесот на производство, а со тоа и зголемување на цената на кинеските производи. Ако се зголеми цената на кинеските производи, тоа предизвикува несомнено инфлација во најголем дел од државите, заради тоа што главно во овој потрошувачки сегмент, електроника, апарати, ефтини апарати за домаќинство доминираат кинеските производи. И навистина се сложувам со она што беше кажано, дека импактот на оваа криза ќе биде далеку поголем,
Од тој аспект неопходна ни е проактивна политика и внатре, значи заедно помеѓу владата и приватниот сектор. Меѓутоа исто така можеби треба да се бараат и регионални решенија, поголема проактивност на Министерството за надворешни работи и трговија, можеби изнаоѓање на заеднички решенија во поглед на набавката на овие стратешки производи, стратешки енергенси, вештачки ѓубрива, за да се постигне поголема економија на обем и да им се помогне колку што е можно повеќе на компаниите и производителите, а со тоа и на граѓаните. Терминот за вечерашната емисија истече. Ви благодарам што бевте мои гости. Почитувани, благодарам што бевте со нас. Пријатно.